аналфабета сум за перење пари и за финансирање на тероризам, ама еве на што ќе укажам. Прво, многу чудно е да усогласувате текст на закон со директиви и регулативи, директива донесена 2015, сега сме 2022, уште една 2000 за измена на предходната и онаа за перење пари и финансирање на тероризам и дополнување на директивата од 2009 година. Тоа е првото. Второто, во последниот извештај на Европската комисија убаво пишува дека треба да се стави крај на носење на закони во скратена постапка и дека треба да се посветиме на имплементација на донесените закони. Но ниту збор од ова не се почитува. Зошто станав? Видете, во Комисијата за европски прашања не седат експерти за финансии и за тероризам. Значи, овој закон е испратен или ќе оди во погрешна комисија. Подитно треба да ставиме крај на злоупотребата на Комисијата за европски прашања како се надлежна комисија и како матично тело што е небулоза и за образование, и за здравство, и за социјална заштита, и за буџет, и за финансирање. Не седат во таа комисија мудреци кои знаат све. Значи, кога ќе дојде на дневен ред точката за извештајот на Европската комисија, ќе зборувам, ама сега сакам по повод овој закон, за следново. За тоа дека компаративно не постои пример на членка на ЕУ или на кандидатка за ЕУ во регионот, каде што на Комисија за европски прашања се разгледуваат сите омнибус комисија закони каде што има некој член кој што се усогласува со директива и регулатива. Запомнете, комисиите за европски прашања единствено што прават е гледаат дали се работи за закон со кој што има усогласување со регулатива и директива. И затоа одат прво тамо. Вториот чекор е одат на матичната комисија. Зошто? Бидејќи во матичните комисии луѓето седат и според афинитетот и знаењето. Значи во извештајот не подсетуваат дека скратена постапка не треба да има. Единствената причина заради која сите закони одат на така наречената Комисија за европски прашања се фамозните 3 дена за амандманите. Ако во извештајот ни велат дека треба да посегнеме по инклузивен и транспарентен модел, тоа значи дека треба да ја вклучиме во процесот стручната и експертска јавност. За тоа нема време на Комисијата за европски прашања. Значи, знам може да ме опоменете процедурално, но ви кажувам дека вакво нешто, ваква злоупотреба на Комисијата за европски прашања не постоела се до појавата на господинот Артан Груби како нејзин председател и сега продолжува по Артан Арбер. Значи, луѓе веќе пишуваат извештаи за ова. Не може да се прескокнуваат матичните комисии, за да може со злоупотреба на европското знаме ние да дискутираме по 3 дена.
ке ми прочитаат председателот и подпредседателката на Комисијата за европски прашања, како во деловникот пишувало дека председателот на собранието го упатува законот до оваа матична комисија. Ама за председателот и на собранието важи одлуката за надлежност на комисиите. Прочитајте си ја надлежноста на Комисијата за европски прашања. Никаде, ниту во овој деловник, ниту во регионот, ниту во земјите членки, не пишува во деловниците дека таа комисија е матична за сите закони каде што има каква си хармонизација со европското право, односно со аки комунитер. Значи, таа има други надлежности, кои не ги врши. Ако не ставиме крај на оваа злоупотреба, ние ќе се соочуваме со брза лента, со брзо донесени закони, кои повторно ќе се менуваат, а ни велат запрете луѓе со брзината и посветете се на суштината. И овде, значи, кога ќе го отворите текстот на законот, што усогласува, како усогласува, ќе видите дека е потребно стручно знаење. Јас сум многу заинтересирана кој во Комисијата за европски прашања е експерт за овие области, за да може квалификувано да зборува и да одлучува. Никој. Ама ако оди во редовна постапка и ако оди во надлежна комисија, тогаш ќе се вклучи експертската јавност и ние пратениците ќе слушаме врз основа на аргументите, потоа кога ќе креваме раце, ќе знаеме дека движењето на раката ни е усогласено со мозочната активност. Иначе ќе слушаме што цели владата, што треба да се направи за сите 3 дена и ќе седиме овде до ноќе, а резултатот ќе биде катастрофален. Јас ви благодарам што ми дозволивте, меѓутоа мислам дека еднаш мора да се соочиме со ова прашање. И последното, никаде председатели на собрание или подпредседатели, бидејќи се политичари, не кажуваат кој закон каде ќе оди. Тоа го прави стручната служба, ама врз основа на проблематиката што ја работи закон, што ја третира и врз основа на одлуката за надлежноста на комисиите. Не може една комисија да ги развласти сите други комисии и да концентрира енормна моќ во своите раце. Премногу моќ до катастрофа доведува. Затоа ние имаме закони какви што имаме и колегата пред мене веќе го нотираше тоа. Ве молам да го преиспитате однесувањето. Ако сакате навистина законите да решаваат проблеми, а не да концентрираат моќ во рацете на министрите. Во секој закон овие неколку месеци се одвива процес на така наречена министериализација. Се трупаат надлежности во рацете на неколку министри, а тоа не смее да се случува. Како вели лордот Тектон, секоја моќ се заканува да ве корумпира. Апсолутната апсолутно. Во некои закони уште слика да има. Оти препознаваме дека дојде време за рефеудализација. Кој ќе земе суровините во следните 30 години? Да, кој ќе го земе земјиштето во следните 30 години? Таквите закони не треба на ваков начин да се носат, туку во една широка дебата. Ви благодарам. Благодарам.